посоветувањето и гласањето во името на граѓаните на Република Северна Македонија ја донесе и јавно ја објави следната пресуда. Обвинетите Митко Чавков, Митко Пешов, Душко Лазаров, Горан Ѓошевски Леви, Оливер Поповски, Монир Пепик, Абдулфета Алими, Младен Додевски, Јане Ченто, Горанче Ангеловски, Игор Јук, Владко Трајковски, Вилијам Михајловски, Никола Митревски Колјо и Александар Василевски Нинџа виновни се за сторено кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од Кривичниот законник, а обвинетиот Оливер Радулов виновен е за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 во врска со член 24 од Кривичниот законник. Па согласно наведените законски одредби, како и членовите 4, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41 и 47 од Кривичниот законник, судот обвинетите ги осудува. Митко Чавков на казна затвор од 18 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 26.3.2018 година, времето поминато во куќен притвор, сметано од 26.3.2018 година до 28.03.2018 година и времето поминато во притвор, сметано од 28.03.2018 година до 2.05.2018 година и од 12.03.2019 година до 15.03.2019 година. Митко Пешов на казна затвор од 15 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 26.03.2018 година, времето поминато во куќен притвор, сметано од 26.03.2018 година до 28.03.2018 година и времето поминато во притвор, сметано од 28.03.2018 година до 24.10.2018 година. Душко Лазаров на казна затвор од 15 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 29.11.2017 година до 26.03.2018 година, времето поминато во куќен притвор, сметано од 26.03.2018 година до 28.03.2018 година и времето поминато во притвор, сметано од 28.03.2018 година до 10.07.2018 година. Горан Ѓошевски Леви на казна затвор од 15 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 26.03.2018 година, времето поминато во куќен притвор, сметано од 26.03.2018 година до 28.03.2018 година и времето поминато во притвор, сметано од 28.03.2018 година до 25.06.2018 година. Оливер Поповски на казна затвор од 13 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 26.03.2018 година, времето поминато во куќен притвор, сметано од 26.03.2018 година до 28.03.2018 година и времето поминато во притвор, сметано од 28.03.2018 година до 26.06.2018 година. Оливер Радулов на казна затвор од 10 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 21.02.2018 година и времето поминато во куќен притвор, сметано од 21.02.2018 година до 15.03.2019 година. Монир Пепик на казна затвор од 15 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 26.03.2018 година и времето поминато во куќен притвор, сметано од 26.03.2018 година до 15.03.2019 година. Абдулфета Алими на казна затвор од 7 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 11.12.2017 година до 26.06.2018 година. Младен Додевски на казна затвор од 12 години,
во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 12.01.2018 година до 15.03.2019 година. Јане Ченто, на казна затвор од 15 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 29.11.2017 година до 21.02.2018 година. Времето поминато во куќен притвор, сметано од 21.02.2018 година до 03.04.2018 година и времето поминато во притвор од 03.04.2018 година до 15.03.2019 година. Горанче Ангеловски, на казна затвор од 12 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 15.03.2019 година. Игор Јук, на казна затвор од 12 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 29.09.2017 година до 15.03.2019 година. Владко Трајковски, на казна затвор од 15 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.11.2017 година до 15.03.2019 година. Вилијам Михајловски, на казна затвор од 14 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 29.11.2017 година до 15.03.2019 година. Никола Митревски Колјо, на казна затвор од 15 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 28.03.2018 година до 15.03.2019 година. Александар Василивски Нинџа, на казна затвор од 8 години, во која казна се засметува времето поминато во притвор, сметано од 11.06.2018 година до 15.03.2019 година. Согласно член 105 став 1 од ЗКП, се задолжуваат обвинетите да ги надоместат трошоците на кривичната постапка во вкупен износ од 1.268.144.000 денари, а сето ова да го сторат во рок од 15 дена по правосилноста на пресудата по страф на присилно исполнение. Обвинетиот Игор Дурловски се ослободува од обвинение согласно член 403.3 од ЗКП дека со действијата од обвинението би сторил кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од Кривичниот законник, бидејќи јавниот обвинител не докажа надвор од разумно сомневање дека обвинетиот го сторил делото за кое се обвинува. Согласно член 106 став 1 од ЗКП, трошоците на обвинетиот Игор Дурловски паѓаат на товар на буџетот на Република Северна Македонија. Мерката на предпазливост определена со решение на Врховниот суд на Република Македонија ВКЖ 1 број 6/18 од 26.03.2018 година према обвинетиот Игор Дурловски, со кој е задолжен еднаш неделно секој петок во периодот од 12 до 14 часот се јавува во Основниот суд Скопје, кај службено лице определено од судот, се укинува.